Празника фулење, мала раздвиженост, дури и времето е тмурно во Гостивар. Тага во лицата на населението. Гостиварци шокирани, ги испратија сограѓаните. Тажно многу. Нема кого да осудиш. Тоа е. Тажно, за сите тажно. Барат одговори. Во овие моменти јас сум преразочаран што ни се случи ова работа, али тоа е кривицата на агенциите што ги пренесуваат патниците со старите автобуси. Евентуално нашата држава треба да биде заинтересирана за овие работи, што германците ги отфрлуваат тие автобуси, а нашите фирми одат ги купуваат и репарираат. Автобусот на Дурмотурс бил технички исправен, тврди Дурмуш Белули, сопственикот на агенцијата кој паралелно го поседува и Гостиварскиот технички центар, Автомото здружение. Дека автобусот бил исправен покажала и последната контрола пред 1 месец од сервисот во сопственост на Белули. За него нема ништо контрадикторно што е газда и на агенцијата и на погонот, каде се проверуваат, сервисираат и регистрираат неговите автобуси, бидејќи се две различни фирми. Дали сте имале пракса на друго место да ги сервисирате или прегледувате автобусите чисто за втора страна или праксата е само тука? Пред година дена да, во другите, а ова година не, само во Автомото здружение ги имаме контролирано, односно прегледано возилата за технички преглед. До сега се е во ред? Да, до сега све било во ред. Возачот не изјави дека во моментот на незгодата, во моментот на кобниот трагичен настан, он истиот изјавил дека го изгубил свеста. Белули изрази сочувство за семејствата на загинатите и посака побрзо да закрепнат повредените. Возачот имал долгогодишно искуство. Тука може да се забележи дека голем дел на дрвја се откорнати, каде што прелета автобусот пред 2 дена околу 17 часот, движејќи се на автопатот Скопје-Тетово. Рекршени се, урнати се 2 банкини на самиот автопот, таа која го сече во спротивниот правец на Тетово-Скопје, за подоцна автобусот да ја урне и оваа банкина која што гледате од објективот дека виси на стариот пат кон Тетово. Оваа гледка сведочи за кобниот пат на жртвите до дома.